Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. Ова е студентски парламент на Укло FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели и драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Ова е новото издание на емисијата Студентски парламент. Денеска тука ви го пренесуваме разговорот што го водевме со проректорката за студентски работи на Укло, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, а разговараме за правилникот за вреднување на воннаставните активности на студентите на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Нешто што треба да го знаат нашите идни бруцоши, но и постојните студенти на универзитетот. Бидете заедно со нас на 90,8 да го проследите разговорот и да дознаете повеќе. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав, љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, сите радости се најстрекни во мај. И ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои и нина. Само љубав, љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж. Дај. Почитувани слушатели, ве подсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. И сега ќе најавам дека како гостинка во нашата радио програма е професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, проректорка за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Проректорке, добре дојдовте во програмата на Укло FM Битола. Добар ден, Сонја, благодарам за поканата. Денеска сте заедно со нас да ги информираме студентите за една не активност, меѓутоа за нешто што треба да го знаат
за што треба да бидат информирани и секако да го применат тоа што ќе го слушнат понатаму. Имено Универзитетот Свети Климент Охридски Битола донесе правилник за вреднување на воннаставните активности на студентите на УКЛО, нешто што би рекле е новина кај нас на универзитетот. Не знам колку на другите универзитети го има како правилник и на кој начин се вреднуваат нивните воннаставни активности. Така, што се однесува до другите универзитети, во Македонија ваков правилник за вреднување на воннаставните активности на студентите нема. Значи, Универзитетот Свети Климент Охридски е првиот државен универзитет, можеби на приватните, таа анализа не сум ја правила, меѓутоа на државните универзитети нема. Универзитетот Климент Охридски е првиот државен универзитет кој што има правилник за вреднување на воннаставните активности на студентите, додека направивме една анализа во регионот, во соседните држави, постојат вакви правилници за вреднување, посебно на Универзитетот во Белград, на факултетите имаат тамо, не на ниво на универзитет, но факултетите имаат вакви правилници и дури вреднувањето на воннаставните активности на студентите на тие универзитети во регионот се зема во предвид и при ангажирање во соработнички звања, така да кажем. Да кажеме дека ова беше нешто што едноставно мораше да се регулира на некаков начин, затоа што постојано студентите се ангажираат или ги ангажираме, било како универзитет или како единици посебно, меѓутоа не се случуваше така често нивниот труд да биде вреднуван и ова е сега одличен начин, она што тие како ангажман ќе го прикажат да биде соодветно наградено. Така, значи не е нескромно ако кажам дека навистина веќе година и пол организираме и реализираме со студентите голем број на активности со различна природа и тематика, од едукативни до спортско-рекреативни и културни, така што тоа се гледа, нели се препознава, се цени, меѓутоа во еден момент посебно кога разговарав со студентите од универзитетското, членови во универзитетското студентско собрание, па направивме една интерна, тоа не е анкета, тоа беше повеќе како прашалник за студентите за каков вид на активности се расположени. Дури 70 па и повеќе проценти од студентите го поздравија нели ваквиот голем број на активности, нивното вклучување, меѓутоа кај голем процент од нив, скоро 80% од студентите побара некаква форма на вреднување, потврда за нивниот ангажман, а јас тоа го препознав како одлична можност да ги мотивираме дополнително останатите студенти. Така што тоа беше пресудно да започнеме со пишување на овој правилник кој што е донесен во ноември 2023 година од страна на Универзитетскиот сенат. Зошто сега ја правиме промоцијата, презентацијата, бидејќи навистина од овој правилник произлегоа многу голем број на уверенија и образци кои што самите студенти ќе треба да ги пополнуваат, а службите за студентски работи да ги приберат во досието на студентите, потоа да се анализираат, соодветно да се утврдат бројот на дополнителни кредити кои што ги освоил студентот, да се внесат во додатокот на диплома и да послужи таквата потврда за вклученоста на студентот во текот на високообразовниот процес во останатите активности кои што пак ќе сведочат пред работодавците за тој развој на студентот во текот на студирањето и некои дополнителни квалификации со кои што располага студентот, а сигурно дека за работодавците ќе бидат од значај. Сега да одиме поред. Што е она што ќе се вреднува како воннаставна активност, според овој правилник? Се вреднува апсолутно се. Од ангажирање во органи и тела во универзитетот и на единиците, од вклучување во работата на студентските собранија, научно-истражувачката и стручна работа на студентите, значи не само пишувањето на трудови, но и вклученоста нивна во различните проекти и друг вид на апликативна дејност која што се работи на единиците, учество во подготовка на различни семинари, работилници, обуки, трибини,
конференциите кои што ги организираме и на ниво на единица и на ниво на факултет, но и учеството во работата, еве, например, во универзитетското радио, во тој редакцијски тим на универзитетот, во спортските активности, волонтерската работа. Започнавме во изминатиот период и еден проект Волонтер денес, лидер утре, кој што е една исклучителна можност студентите да се вклучуваат во работата на сите невладини, владини, јавни и приватни организации, со тоа што ќе се вештат во сето она што локалната заедница го покажува како потреба, а во иднина ќе донесе, ќе им биде едно ниво повеќе за вклучување и во работниот процес, и во нивните квалификации, препознавањето пак од страна на тие институции. Сите активности кои што ги организира и универзитетот и единиците, но и сите активности кои што ги реализира обкружувањето, а стигнуваат како повик до нашите студенти и студентите можат да се вклучат. Веќе кажавте дека вреднувањето, односно наградата, на некој начин ќе биде изразена во форма на ЕКТС кредити. Така, да. Секоја активност утврдивме да носи определен број на кредити, од 1 до 3 чинам дека е најголемиот број на кредити кои што може да се освои како студентски правобранител или председател на универзитетско студентско собрание. Потоа 3 кредити, не само студентски правобранител и председател на универзитетско студентско собрание носат 3 кредити, додека член на универзитетски сенат, на ректорска управа, тоа се член на студент, член во постојните комисии на универзитетот се помалку. 2 и 1 кредит. Студентските членови на студентските собранија исто така носи, значи тоа учество 1 кредит. Потоа 3 кредити има и учество во летна школа, значи или летен универзитет, без разлика дали организирана од УКЛО или од друг универзитет. 2 кредити, еве, например, ангажирање во работата на универзитетски глас, 1 кредит ангажирање во работата и функционирањето на социјалните медиуми на универзитетот, учество во спортско-рекреативните активности, 1 кредит, ако освоил студентот едно од првите 3 места на државни меѓународни спортски надпревари, какви што впрочем имаме секоја година. Нашите студенти кои што се учесници на универзитетските спортски и државни лиги, оваа година имавме 2 прваци и во машка и во женска категорија, во пинг-понг, впрочем постојано не радуваат со награди, така што секој нивни успех, секој нивно постигнување, доколку се заинтересираат, ја симнат соодветната потврда од веб страната на универзитетот или ја подигнат од студентски прашања на единицата, ако ја пополнат и ја стават во досието, секој нивни успех ќе биде вреднуван, забележан и соодветно внесен во додатокот на диплома. Тука, кажавте волонтерската работа во гласилата на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Морам сега Универзитетското радио тука да го спомнам, нели? И сите оние кои што ќе бидат заинтересирани како соработници да дојдат во Универзитетското радио, УКЛО ФМ, секако и нивниот труд, нивниот ангажман ќе биде вреднуван и награден, нели, со ЕКТС кредити. Сега морам да кажам дека во изминатиот период, со оглед на тоа што правилникот е веќе достапен до студентите, испратен, може да го разгледаат, да се информираат, се обраќа и кај мене лично, прашува на кој начин и што треба да направат доколку се ангажираат и како ќе тече постапката практично, па еве да им објасни. Така, имавме еден интерен состанок со службите, со представници од службите за студентски прашања на секоја од единиците, но беа присутни и председателот и член на Универзитетското студентско собрание и на тој состанок верувам дека на сите веќе им е јасно, но верувам дека и до студентите стигне информацијата од нивниот председател дека веќе се поставени сите образци, сите потврди на веб страната на универзитетот во делот студенти активности, во наставни активности, таму е поставен и правилникот и сите образци, 33 чина. Значи секој студент кој што се интересира, бил вклучен, сака уште веднаш сега со дипломирањето да му бидат вреднувани активностите, ќе ги симне тие потврди, ќе ги пополни и ќе ги достави во службата за студентски прашања. Службата за студентски прашања отвара барање во кое ги евидентира доставените потврди од страна на студентот и врз основа на нив го
собира бројот на освоени кредити, но има, можеби, ќе се појави случај кога некој од доставените потврди од страна на студентите не е предвидена со нашиот правилник, тогаш треба Централната комисија која што е формирана на ниво на универзитетот, која се состои од 5 члена, тука сум јас како проректор, проректорот за настава и продеканот од соодветната единица, председателот на универзитетското и председателот на факултетското собрание ќе оцениме дали таа потврда за таа дополнителна активност може да биде земена во предвид и да биде дел од дополнителните кредити на студентот. Како активност или еве како изработен правилник, веројатно можеби повеќе ќе се слуша за него и ќе се интересираат студентите со почетокот на новата академска година. Дали при запишувањето на семестарот ќе им биде понудено да одберат некои од воншколските, од воннаставните активности, да се вклучат уште од почеток, да се знае дека се ангажирани? Така, имаше различни предлози, размислувавме и ова, уште при уписот да се дава една листа со можности, со планирани активности и тоа и ќе го направиме, а и барањето тогаш ќе го им покажеме, значи при уписот референтите за студентски прашања ќе бидат на некој начин задолжени и тој документ да го доставуваат до студентите, да ја видат понудата, да изберат. Всушност таков беше тој прашалник кој што го дистрибуиравме како форма електронски и навистина интересот е голем. Зачудувачки колку студентите сакаат и се интересираат и тоа е потврда дека, како велат, изгради, ќе дојдат, направи, интересот е ако се понуди нешто, тогаш се гледа интересот. Меѓутоа, веројатно нема да биде како можност и како опција дадена само на почетокот на академската година при запишувањето на летниот или зимскиот семестар, може и во текот додека трае семестарот да се заинтересираат за одредена активност, па да побараат, да пополнат и да достават до службите. Апсолутно. Постојано во текот на академската година сите материјали им стојат на располагање, се трудиме да бидат информирани студентите на сите начини и преку имейл и на социјалните медиуми, на веб, на Facebook, на Instagram, на вистина, па и студентскиот информативен центар има своја Facebook страна и тамо студентите можат да се информираат. Во текот на цела година јас сум сигурна дека постојано сите овие информации ќе бидат достапни и ќе можат да се вклучуваат континуирано. Одлична можност, би рекла, за сите заинтересирани, малку да се активираат надвор од она што значи редовна настава, затоа што мораме да бидеме искрени, некои студенти на вистина се активни, дури не можат да престигнат, што се вели, од трчање од еден на друг настан, но има и такви кои што можеби така им е подобро во нивната комфорт зона и не сакаат да излезат од неа, но ова е голем потик, голем мотивирачки елемент, би рекла. Апсолутно, да, има студенти кои што се активни на сите активности и тоа е црта на карактерот. Тоа сите си го носиме и апсолутно за очекување е дека некој повеќе се вклучува, некој е поиндиферентен, меѓутоа пак гледам заинтересираност затоа што низ ваквите активности пред се увидоа студентите дека тоа е момент да се запознаат, да се дружат, да се интегрираат помеѓу единици, да споделат и позитивно и негативно моменти кои треба да бидат дел од високообразовниот процес, незаборавни за младите луѓе како нив од различни аспекти. Во секој случај нека го разгледаат добро правилникот, нека се решат каде и во која активност би можеле да бидат вклучени, почнувајќи од она што значи работа на факултетските студентски собранија, универзитетското студентско собрание, спортските активности, универзитетското радио, универзитетски глас, па тука е и новото студентско списание, магазинот Тукло Колорс, сите ги очекуваме. Сите што се заинтересирани за работа, за докажување, и студентски екоклуб, така што многу можности за студентите, нивно е само да сватат дека се студенти, дека во овој период треба да го дадат својот максимум и за учење, но и за сите други активности кои што искуствено им кажуваме дека ќе им бидат од корист понатаму во животот. Уште еднаш да подсетиме, значи за секоја нивна активност добиваат дополнителни ЕКТС кредити кои што ќе бидат во додатокот на дипломата. Сега некој ќе рече, па што ќе добијам јас со тој додаток, меѓутоа постојано кажуваме дека кога се оди на на интервјуа за вработување,
не се гледа само успехот што се постигнал во студирањето, туку работодавците се почесто и повеќе барат да видат колку други активности воншколски имале и тоа како се зема во предвид. Апсолутно, имавме неколку средби и форуми со стопанските комори и конкретно ни беше укажано дека има потреба работодавецот да има увид уште пред интервјуирањето со какви способности располага студентот. Така што ова е момент повеќе да одговориме на барањата кои што пред нас постојано и стопанските комори ги поставуваат. Затоа дополнителните кредити во овој момент се само дел од додатокот на диплома. Можеби во овој момент студентите не можат да ја видат поволноста што им се овозможува. Меѓутоа, како нели ќе навлегуваме во процесот, така ќе се откриваат и можностите. Па и ние ќе ги откриваме, но и студентите, бидејќи дополнително на ова имаме правилник кој што пак нели за практиканска работа е повеќе, меѓутоа има еден член кој што вели дека студент кој што се истакнува во студирањето и со овие воннаставни активности може да биде избран за тутор. Така што има можности и во овој момент, но студентите се уште не можат да ги препознаат, тоа нели и нивната возраст не го дозволува, меѓутоа ќе им ги покажеме. Сметам дека доволно се покажува за можностите кои што универзитетот ги дава на студентите. Ова е уште една можност повеќе и ќе ги направиме сите напори да секоја информација стигне до студентите на вистински начин. Проректор, ќе ви благодарам што денеска бевте гостинка во програмата на Универзитетското радио УКЛУ ФМ Битола. Сметам дека првично дадовме доволно информации, што значи дека во наредниот период почнуваме и кампања, можам така да ја наречам, за студентите повеќе да се информираат за ова и да ги гледаме се повеќе заинтересирани на сите оние настани кои што универзитетот ги организира токму за нив. Да, идниот период, убаво кажавте, Сонја, ова ќе биде кампања за промоција на правилникот, меѓутоа и што е она што УКЛО го дава за своите студенти и не само за нив, туку за заедницата воопшто. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Боли срце збори, има само лути рани и во мене не мир Луѓе зборат дека јас сум бил на сите страни, верувајте, лажеле. А срце полно рани, ја во мисливе на сите страни. Меѓу војна и мир сме јас и ти. Не исто како лани, имам се, но не аме. Родени сме сите сами, навикнав и без тебе. Во февруари ладна е, во неа сонце не гре. Во февруари ладна е, во неа сонце не гре. Мене веќе нема ништо да ме скрши, ништо веќе нема, не. А љубовта со сила не се држи, окови челишни, не исто како лани, имам се, но не аме. Родени сме сите сами, навикнав и без тебе. Во февруари ладна е, во неа сонце не гре. Во февруари ладна е, во неа сонце не гре. Тука го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛУ ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на УКЛУ ФМ Битола магистер Сонја Тантарова-Груевска. Бидете понатаму со нас на 90,8 МГц.
човек, испадни човек. Не види ко си те мажи, лажи да дојдеш, до срце да дојде. И пак по старо, рани ме, оди кај некоја друга што ќе ти даде се. Рани ме, па и последно да е то што ви врнете. Никој да не ги гледа солзиве, што за тебе сами течат ногите. Веќе никој не ги брои ногите, во кои деве се нема. Ни букет од рози не те бере сега, ни океани солзи не те вала сега. Ни букет од рози не те бере сега, ни океани солзи не те вала сега. Кажи, има ли проблем? Има ли проблем? Не бегај ко сите мажи, лажи да дојдеш, до срце да дојде. И пак по старо, рани ме, оди кај некоја друга што ќе ти даде се. Рани ме, па и последно да е то што ви врнете. Никој да не ги гледа солзиве, што за тебе сами течат ногите. Веќе никој не ги брои ногите, во кои деве се нема. Никој да не ги гледа солзиве, што за тебе сами течат ногите. Веќе никој не ги брои ногите, во кои деве се нема. Укло ФМ, Битола, август 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола.